Малите бизниси за нечиските дејности ќе се организираат против власта да им воведе данок на добивка. Најголемиот дел од овие компании не остваруваат промет од 3 милиони денари на годишно ниво и се ослободени од оваа давачка. Сега државата планира тоа да го укине и да им воведе данок на добивка. Па што ќе значи? Ќе значи оптеретување на буџетот наш, што колку вадиме, колку можеме. Затоа да, не знам, не би се сложиле со тоа. Да има зголемување. Повеќе ќе работат дома, без давачки, без ништо. Занечиите и малите бизниси стравуваат дека ќе бидат приморани да стават клуч на врата доколку имаат дополнителни трошоци. На владата им остануваат само уште неколку дена за да се откажат од оваа намера. Се плашам дека оваа новина ќе поттикнува се повеќе работа во кеш и ќе поттикнува се помалку дигитални плаќања преку финансиски инструменти. Самиот приход кога е оданочен тогаш навистина носи проблем, односно без оглед на образложението кое можеби ќе следи, а можеби нема, дека на тој начин ќе се воспостави подобра контрола. Изјави Миле Бошков, претседател на Бизнис конфедерацијата. Малите бизниси во просек не прават повеќе од 2 милиони денари годишно, затоа што нивните оптоварувања се преголеми. Над 50.000 мали фирми кои се поврзани со занаетчиски дејности ќе бидат погодени од овие оптоварувања и ќе морат да изберат дали ќе платат 10% данок на остварената добивка или 1% данок на вкупниот промет. Многу од нив ќе преминат во сива економија, а некои ќе бидат принудени да ги затворат. Вели Јелена Спасова, генерален директор на Занаетчиската комора. Од Сојузот на стопански комори велат дека доколку бидат усвоени измените на законот за данок на добивка, ќе се удри по најранливите категории на фирми, оние кои секој месец се борат да ја одржат ликвидноста.